Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Во работна посета на општина Кочани престојуваше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. При тоа со градоначалникот Илиев разговарале за решавање на сообраќајните проблеми, како и за повторно воведување позорникарска служба, односно така наречени малски полицајци. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев оствари средба со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. При тоа се разговараше за актуелни теми од јавната безбедност и за решавањето на сообраќајните проблеми. Според министерот, со престојот во Кочани, тој ја започнува серијата посети на секторите за внатрешни работи и на полициските станици во Македонија, оценувајќи дека неопходна е соработка со единиците на локална самоуправа за заеднички да учествуваат во подобрувањето на јавната безбедност. Да започнеме една добра анализа и во тој дел да ги подобруваме и сообраќајните можности на градовите, тоа да го овозможат градоначалниците, а ние како Министерство за внатрешни работи да им помогнеме во овој дел, бидејќи секаде во Република Македонија сообраќајот е еден како клучен проблем. Вториот елемент е многу важен, таа соработка да имаме помеѓу локалната самоуправа и секторите за внатрешни работи на македонската полиција, односно близината на граѓаните до полицијата за нас е многу важна, бидејќи ако сакаме да имаме безбедни градови, безбедни населени места, безбедна Македонија, ние мора да бидеме партнери со граѓаните. Не може да функционираме поинаку. Спасовски најави дека ќе се возобнови позорникарската служба во рамки на полициските станици. Веќе го најавивме проектот за малски полицаец или враќање на позорникарите на улици. Сектор за внатрешни работи Штип има полициски службеници, доволна подполнетост на полициските станици и денеска им дадов задача на началникот, на неговите соработници да започнат со подготовка на реонизирање на градовите и за воведувањето на позорната служба. Градоначалникот Илиев, представувајќи ги принципите на законито и транспарентно работење во општината, истакна дел од потребите и проблемите и во секојдневното живење. Тој ја нагласи потребата од поддршка од државниот буџет за побрзо надминување на сегашните состојби, а посебен акцент стави на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје на Кочани. Спасовски рече дека ќе следува и стручна поддршка од Министерството за внатрешни работи во изработка на сообраќајна студија, пошто ќе можат да се имплементираат сообраќајните измени што треба да ја подобрат состојбата во сообраќајот во градот. Расте бројот на кражби на огревно дрво што се случуваат во домовите на граѓаните, но и во шумите околу населените места. Од секторот за внатрешни работи упатуваат апел до граѓаните да преземат превентивни мерки за да си го заштитат имотот, а се најавува и зголемена контрола на дрвократството. Кратците повторно не мируваат, а граѓаните се пожалиле дека криминални групи ги посетиле нивните домови и во повеќето случаи им однеле огревно дрво. Случаите се пријавени во полиција, но потрагата по сторителите е во тек. Освен во домакинствата, каде дрвата се веќе исечени и подготвени за употреба, продолжуваат и кражбите и бесправно сечење на младите шумски насади во околината на населените места. Пустошењето се прави без страв, најчесто во доцните попладневни и ноќните часови, но забележани се случаи на дрвократство и преку ден. Од секторот за внатрешни работи најавуваат заострени контроли и ригорозни мерки против сторителите. Со цел откривање, спречување и намалување на нелегалните активности, поврзани со неовластена сеча и транспорт на огревно дрво, пустошење на шуми, кражба и нелегална трговија со дрвната маса, екипи од полициски службеници во содејство со шумската полиција ќе ги засилат дневните, а посебно ноќните контроли на терен и ќе поставуваат контролни пунктови на одредени места. Од полицијата велат дека казни ќе има и за оние што бесправно ги сечат дрвјата во шумите, но и за граѓаните кои од нив купуваат дрво за огрев, затоа што се сметаат за соучесници во криминалот. Да не купуваат огревни дрва без соодветна документација, бидејќи истото е казниво со закон и доколку се пронајде таква дрвна маса, истата ќе им биде одземена. Во текот на оваа година, во целиот источен регион, секторот за внатрешни работи поднел 18 пријави за бесправно сечење на дрвјата и дрвократство. Од полицијата предупредуваат дека граѓаните и сами треба да преземат мерки за заштита на својот имот, а за сите сомнителни лица кои се движат во близина на нивните домови да алармираат на телефонскиот број 192.
Со новите законски измени што се очекува да бидат донесени наскоро, се предлага граѓаните да не поднесуваат годишни даночни пријави до управата за јавни приходи. Наместо тоа ќе имаат обврска само да ги контролираат податоците што ќе ги пополнува самата управа. Од почетокот на наредната година се очекува да ги снема гужвите пред шалтерите на управата за јавни приходи во период кога се поднесуваше годишната даночна пријава. Граѓаните кои освен платата остварили дополнителни приходи во изминатата година, повеќе ќе немаат законска обврска да ги поднесуваат даночните пријави. Тие пресметки наместо нив ги прави и евидентира самата управа за јавни приходи, а граѓаните по електронски пат ќе проверуваат дали таа точно ги пресметала и регистрирала податоците. Обврската за поднесување годишна даночна пријава за граѓаните беше предвидена во Законот за персонален данок на доход, а за кој владата веќе одлучила дека треба да претрпи измени. Предложените измени влегуваат во собраниска процедура и ако пратениците ги изгласаат, тоа ќе значи укинување на обврската која за многумина значеше чекање пред шалтерите на управата за јавни приходи, бројни пресметки и корекции по неколку пати. Со измените во законската регулатива, годишните пресметки за персонален данок на доход ќе ги прави управата за јавни приходи според податоците со кои располага. Обврска на граѓаните ќе биде само да ги проверат или да ги коригираат податоците што се наведени во даночната пријава. Проверката ќе се прави по електронски пат, а граѓаните ќе добијат корисничка сметка и лозинка преку која ќе можат во кое било време да ги проверат податоците дали ујапа точно ги пресметала и регистрирала. Постојната законска регулатива која се уште е важечка предвидува оти обврска за поднесување годишна даночна пријава имаат сите граѓани кои во изминатата година освен плата или пензија оствариле дополнителни приходи. Како дополнителни приходи се сметаат пари од кирии, од авторски права, од индустријска сопственост, исплатена дивиденда, капитална добивка од продажба на учество во капитал и од недвижен имот. Изложба под наслов «Симплекс. Едноставен пейзаж» на Марија Мицова Гацова беше отворена синоќа во изложбениот салон на Центарот за култура Бели Мугри. Ова е нејзина прва самостојна изложба, а учествувала со своји дела на повеќе групни изложби. Изложбата ќе биде отворена до крајот на месец ноември и истата се реализира со финансиска помош на Министерството за култура. Во Центарот за култура Бели Мугри во Окочани синоќа беше отворена првата самостојна изложба на ликовниот уметник Марија Мицова Гацова, која се представи со 20 дела работени на масло на платно. Марија Мицова Гацова и припаѓа на помладата генерација македонски ликовни уметници, школувана на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Обсесија и е дивиот неурбанизиран пейзаж. Ја фасцинира недопрениот простор, по-конкретно едноставниот пейзаж Симплекс во примарната форма. Творечкиот потенцијал го насочува кон негова интерпретација. Реакцијата на субјективната возбуда во допирот со природата ја изразува преку невербална комуникација, гестуално преку рационализација на линијата, доведена до совршена чистота. Сликите ги интерпретира на апстрактен непредметен јазик. Симплекс значи едноставен. Мојата интенција беше да го прикажам малото, скромното, дека исто толку значајно како и големиот декор. Мојата инспирација се гледа, таа е присутна насекаде околу нас, тоа е едноставниот пейзаж. При тоа не ја прикажувам просторноста што е карактеристична за пейзажот, туку визуелната игра на мултиплицираната аморфна линија, ја испитувам границата меѓу гестуалното и рационалното. На изложбата има 20 слики, масло на платно. Изложбата ќе трае 2 недели, мислам до 23 ноември, па нека повелат моите сограѓани да ја посетат. Изложбата е дел од програмата на Центарот за култура за оваа година во делот на ликовно-галериската дејност. Вечерва се отвора изложбата на Марија Мицова Гацова, која што е наш роднокраен автор. Националната установа Центар за култура ќе продолжи да ги стимулира уметниците со тоа што ова е морам да потенцирам прва самостојна изложба на Марија Мицова Гацова, која што храбро настапи да создаде 20 дела кои што говорат една голема порака во творештвото на Марија.
Ликовниот уметник Марија Мицова Гацова дипломирала во 2001 година на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професор Рубен Скорубин. Добитник е на наградата Ѓорги Зогравски, член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Ова е нејзина прва самостојна изложба, учествувала со своји дела на повеќе групни изложби. Изложбата ќе биде отворена до крајот на месец ноември и истата се реализира со финансиска помош на Министерството за култура. Детска поетска работилница "Каде е таткото во поезијата" се одража во малата сала на Центарот за култура Бели Могри во организација на Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани. Настанот е дел од манифестацијата Нов културен бран 2017. Сдруженијето за култура, наука и општествени дејности Стари поток од Кочани ја одража детската поетска работилница "Каде е таткото во поезијата". На работилницата зедоа учество ученици од основните училишта од општината, членови на литературните секции, а во текот на работниот процес ги придружуваше и писателот за деца Киро Донев. Активноста е со подршка на Министерството за култура на Република Македонија преку Нов културен бран. Целта на оваа работилница, поетска работилница денес, која што ќе се одвива во неколку блока, е пред се да се запознаат децата со поезијата за деца и за млади, а пред се да се стави акцент на мотивот за таткото во поезијата. Односно, знаеме дека најчесто кога ги обработуваме песните, најчест мотив е мајката, природата, татковината, а многу ретко се споменува или се среќаваат песни каде што основен мотив е таткото во поезијата. За тоа како настанува една поетска, односно една детска песна, го поканивме нашиот познат писател за деца и млади Киро Донев, па тој со својо објаснување и како настанува песната денес ќе им се представи на младите ученици. Работилницата беше составена од неколку делови. Најпрво присутните преку краток вовед се запознаа со поезијата за деца во Република Македонија, а беше представено и творештвото на писателот Киро Донев, кој оваа година одбележува јубилеј 50 години творештво. Денеска имам честа да другарам со моите млади пријатели од Кочани, град кој има една традиција за негување на сите уметности, особено за литературата. Овде сум јас чест гостин и затоа се чувствувам и како да сум дома. Имам многу читатели, а поводот е 50 години од моето творештво, еден мал јубилеј славам, 50 години од моето творештво и 70 години од животот, односно 50 години другарување со најмладите љубители на литературата. Знаете, јас мојот работен век го минав, јас сум инаку по професија просветен работник, завршив учителска школа книжевност. Меѓутоа, место со дневникот во рака, една година сум бил учител, потоа се префрли во редакцијата Детска радост, како млад новинар, ме зема Видое Подгорец под свој закрила и работев во списанијата за најмалите. Значи, на некој начин дневникот го заменив со перото и на свој начин ги воспитував децата. Писателот за деца Киро Донев пред присутните зборуваше на тема што треба да содржи една детска песна и на што треба да се обрне внимание. Во рамките на третиот дел се одржа трибина на тема "Каде е таткото во поезијата". На крајот од средбата учениците, членови на литературните секции од кочанските основни училишта, читаа песни претходно напишани на тема татко. За време на викендов во Кочани ќе се одржи настанот под наслов Нов град. Станува збор за настан преку кој граѓаните ќе можат да уживаат во музика и македонски филмови и анимации. Настанот Нов град е поддржан од Министерството за култура во рамките на манифестацијата Нов културен бран, а реализиран од Икигај со помош на општина Кочани и Центарот за култура Бели Могри. Нов град е дводневен настан кој ќе се одржи на 11 ноември сабота и 12 ноември недела во Центарот за култура во Кочани. Настанот е поделен на музичка вечер на која ќе настапат 3 македонски групи и филмска вечер, ревија на кратки македонски филмови и анимации. Само 11 ноември во 21 часот започнуваат концертните настапи на фуриозно електроиндустријал панк дуо од Скопје, составено од Марко Јанев на тапани и вокал, Иван Трајчев на синтесајзер и вокал.
Постојат од 2010 година, зад себе го имаат и Пито Нежно за домашната издавачка етикета Шарла, а со синглот Убан од февруари годинава го најавија својот деби албум Машала Кошмар. Свиреле во Србија, Албанија и скоро низ цела Македонија, а ова им е премиерен настап во Кочани. Суит Рапскалиус се повеќе член арт колектив од Битола кој создава авангарден, психоделичен, навидно мрачен поп кој се забавува врз амбиентот електроника, семплови и пулсирачка атмосфера. Во креирање на нивната музика, освен класични инструменти, користат уреди од домакинството, машини ненаменети за музика и различни удиралки. Во февруари годинава за Шарла го издаваат деби албумот снимен од настапот во живо во музичкото радио Канал 103. Моментално настапуваат како трио. Ана О пак се кочански бенд, единствениот активен авторски бенд во градот. Деби албумот им се вика Подочњаци. Скромната македонска критика вели дека е еден од најдобрите албуми за 2015-та, а Ана О го свира на концерти и фестивали на секаде низ Македонија, освен во Кочани. Ова е деби промоција на Подочњаци во градот. Во недела на 12 октомври во малата сала во 20 часот ќе се одржат проекции на македонски кратки филмови и анимации. Чевли од Бранко Костевски, ќе дојдат децата од Ана Јакимска, човекот кој не беше таму и вистинската приказна за Хансел и Гретел од Гоце Цветановски, девојката што паѓа од Владимир Лукаш, кружното патување на Марето Жарко Иванов, Пепи и Муто Георгиуковски, филмот Конзо и People's Front Иван Ивановски, Зелени ѕидови и црна храна Сандра Ѓоргиева и Направи сам од Андре Ѓоргиев. Настанот Новград е поддржан од Министерството за култура на Република Македонија во рамките на манифестацијата Нов културен бран, а реализиран од Икигај со помош на општина Кочани и Центарот за култура Бели Мугри. Да не одат и да не се залажуваат луѓето дека водичките кај црквата Света Петка во Кочански дол ќе им помогнат. Тие водички се измислени и не се свети, а домакините на храмот преку нив ја злоупотребуваат маката на луѓето и ги манипулираат. Со ваков став повторно излезе надлежниот митрополит Прегалнички Иларион, укажувајќи им на луѓето да не се залажуваат и да не бараат спас во неблагословените водички во оваа црква. На домакините пак им порача дека нема да служи свештеник и нема да биде осветен храмот, се додека не послушаат во апелот на владиката. Водичките кај црквата Света Петка во Кочански дол се измислени и со нив се залажуваат луѓето кои што бараат спас од болести и утеха и смирение. Со ваков став повторно излезе владиката Иларион во врска со неприфаќањето на домакините на црквата да постапат по барањето на надлежниот митрополит, односно да ги затрупаат тие неблагословени водички и да не се залажуваат луѓето со нив. Уште кога се ставаше камен темелникот, јас бев присутен на тој чин. Таму од секогаш си постоела една водичка која што луѓето ја знае како водичка на Света Петка. Со благослов на Брегалничката епархија се даде благослов да се изгради таму храм и почна храмот да се гради, зашто на градителите им сме благодарни. Но исто така, истите тие луѓе кои што таму градат и постојано престојуваат, тие истите луѓе измислија уште неколку води со кои што пак ги злоупотребуваат и ги залажуваат луѓето, а воедно ја злоупотребуваат нивната мака и страданијата на луѓето. Значи, јас како надлежен митрополит реагирав и забранив, освен Света Петка, да нема друга вода, бидејќи тоа е една иста вода, за да не се манипулират и да не се лажат луѓето, а луѓето од мака доаѓаат и барат помош. Добив одговор од таа жената таму, која што ми рече како јас ќе обезбедам пари, како ќе имам повеќе празници за да го градиме храмот. Значи, пари Господ ќе си прати и ќе се најдат и градители, и средства, и луѓе што помагат, но не сакам луѓето да се злоупотребуваат. И не може никој да прогласува водички, освен црквата, која што е од Бога задолжена да го врши и прави тоа. Тоа е исто како кога се канонизира светител, така и се одлучува и се донесува одлука дали една вода е света и треба да користи за луѓето, или пак таа вода не е света, е обична изворска вода. Луѓето таму се неразумни
и затоа се дека не ги укина тие водички и се дека не го прифата целосното учење на Светата Источна православна црква и не работат според правилата и каноните и уставот на мајката црква, Македонската православна црква, нашата црква, нема да добијат свештеник таму и нема да го светиме никој пат тој храм. А пак на верниците им препорачувам да не одат и да не се залежуваат, оти таму има само една вода на Света Петка, а не други води кои што ги измисли таа жената. Ставот на црквата е дека секој духовен објект може да има две слави. На празникот кога се празнува светителот на кој што е посветена црквата, и втората слава обично се поврзува со денот на осветување на храмот. Неодамна, кога се празнуваше храмовата слава на црквата Света Петка, свештеникот одби да присуствува во црквата и да го изврши благословувањето, зашто владиката Иларион потенцираше дека така ќе продолжи и понатаму, односно нема да благослови да има свештеник таму на славите, се додека домакините не го послушаат надлежниот митрополит да ги затрупаат водичките и да престанат да манипулираат со маката на луѓето. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат првенствата во првата женска фудбалска лига и во втората лига Исток, при што женскиот фудбалски клуб Кочани ќе гостува во Скопје против Драгон, а Осогово во Радовиш против Плачковица. Во третата кошаркарска лига пак Баскет Дино на домашен терен ја пречекува екипата на Баскет Кам од Каменица. Во 12-тото коло на првенството во втората лига Исток, што ќе се одигра в сабота, екипата на Осогово ќе гостува на теренот во Радовиш против тимот на Плачковица. Проблемите и оставките во Кочанскиот второлигаш во изминатите денови во втор план ја ставија главната задача поради која клубот и постои, надпреварите и задржување на статусот. Разочарувањата поради целосниот неуспех и губењето бодови и на домашен терен и на гостувањата достигнаа кулминација кај сите навивачи и почитувачи на еден од најстарите фудбалски колективи во државата. По минатонеделниот пораз на Никола Мантов од Кавадаречки Тиквеш, малку кој може да очекува брзо стабилизирање, без разлика што е назначен нов стручен штаб со искусни спортски работници. Гостувањето во Радовиш треба само да покаже оти во Осогово има смирување на состојбата и единствена желба за поправање на грешките. Па поволен резултат против Плачковица веројатно и не е невозможна мисија. Викендов ќе се игра и седмото коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. По високата минатонеделна победа на домашен терен против новаилијата Њујорк, женскиот фудбалски клуб Кочани го очекува тешко гостување во Скопје против лидерот на табелата Драгон 2014. По почетниот неуспех на стартот на овогодишното првенство, девојчињата на тренерот Оливер Јовановски успеа да се соземат и по трите порази забележаа едно реми и две победи, па со 7 бода се наоѓаат на средината на табелата. Средбата во Скопје ќе ја играат в недела со почеток од 13 часот. Викендов ќе се играат и надпреварите од четвртото коло во првенството на третата кошаркарска лига. Екипата на Баскет Дино на домашен терен го пречекува тимот на Баскет Кам од Каменица, кој од оваа сезона за прв пат настапува во лигата, поради што нашите момчиња најавуваат добра игра и освојување на бодовите. Инаку во изминатите 3 кола, Кочанскиот кошаркарски третолигаш забележа 2 победи и 1 пораз, а во моментот се наоѓа на третата позиција на табелата. Надпреварот со Баскет Кам се игра в сабота од 17 часот во салата кај гимназијата. Семејство од Виница со години не може да го оствари правото за надомест за туѓа нега, иако живее со жена која е сериозно болна и тешко подвижна. И покрај позитивните мислења на лекарите
Почнувани со прогнозата за времето, го заокружуваме и ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатен викенд. Довидување.